се наоѓаме на изложбена постановка на СМН на куќа на фамилијата Шанчеви, инаку јас сум Стефчев Доневски, али па задржал сам се на старата фамилија што го носят името Александра Шана. Реклама на кафана Вучки Ан, значи продавница што може да се купи на мало и на големо. Ово е на Симеон Иванов, на стариот пут што иде од Страцин за Кратово, дека имало кафана, ресторант или продавница на Симеон Иванов. Значи ние имаме добро сачувани путишта, Горно Кратово, Шлегово, пато е антички. Од Кратово до Солун 3 дена е караван, пешки, со коњи. Кратово Солун е 3 дена. Значи имаш 36 коња, ќе идат на пазар. 3 дена ќе спиеш од 3 џамии, ќе ти дајето дозвола од џамијата Джезе дека можеш да путуваш. Значи тоа е дозвола Джезе. И путуваш. Кратово, Истанбул е 16,5 дена пешки. Последен што е бил караван за Кратово е на 27 септември 1937 година. На едно место ќе растовариш пипер, на друго ќе ставиш даски, кјумури, оризи. Важно, коњите не идат празни. 35 коња са товарени со роба, 36 коњ е за на плочи, за налбатино, а 37 за жената и за газдата да јават со коњо. А коњарите што се одат со стин пешки. Значи има си ориз да товари да растовари. У каравано мора да има 4 човека. Шлегово го добива своето име најверојатно од присуството на шлезите кои ги отварале рудниците во Пловица, во близина на нашето село. И скупувале бакар, олово и злато. Почна да врне. Ти мислиш, јас сум глуп. Еленина глава. И таму кога имало една крава, ама не знам точно приказната. Знам дека само имало дека крало имало ќерка Елена што се вика. И што се случило со таа ќерка? Па не знам, мислам дека, ама не знам, мислам дека ја тишува нешто, крила се,
под тунели за тој време имало војна и крила се под тунели доле. И натака не се сеќам. Ствари не го знам приказната на. Там и баба може. Ние кога... Ой, ти избегаваме го маймуна. Јас ти ја друга занимација си. Какви занимаци? Па правам музика. Каква музика? Секаква правам метал, правам рок, правам хип-хоп. Се мешам. Понекад. Пееш, свириш, шо правиш? И свирам и пеам. Свириш и пееш, на кој инструмент? На гитара свирам и пеу. И малку знам на тапани да свирам. Бау! И малку знам да свирам. Не мој. Малку знам на тапани Не, да мој. свирам. Знам малку на клавиатура да свирам. Клавиатура. Не мој. И сакам музичка да се запишам во Не, седмо мој. одделение и съм осмо одделение. А пеарем си. Милане, ќе го скажеш апарата, после ти ќе треба да го платиш. Сакам да си имам бенд и сакам да завршам музичка школа и да се шетам ќе свира да идат било дека по концерти такви работи, разбираш? Јас свирам метал, свирам рок, свирам нешто там обични песни, понекад и народно и право компонирам хип-хоп. А сам си пишеш текстови? Да. И зашто пишуваш? Па за пуно работи, ама ја поеше сакам да напишам за некои лоши чувства, за некои лоши работи што ги прават луѓето. За некои лоши работи што ги прават луѓето и овој тие работи што ги прават луѓето што не се убави. Како да кажи, што пеел против нима. Бегај, не песни. Не знам. Добра. Ти си во мене и ме гризаш со твоите остри зъби. Ти ме убиваш, ти се смееш на мојот плач, ти се радуваш на моите солзи. Брзо. Ајде, дечки. Ајде сите во линија, прв, втор се наредите. Ајде така сите во линија. И сега бидете спремни да помогнете, може? Договорено? Спремни сте? Ти си страх, кој ме носи во мрак. 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 Ти си во мене. Ти ме гризаш со твоите остри зъби. Ти се смееш на мојот плач, ти се радуваш на моите солзи. Ти си страх,
Right.